Кеови, но ќе ја вратиме во плакарите летната гардероба, ќе ни треба потопла. Оти веќе следи нестабилно време со дождови, ветер и грмежи. Ќе опаднат температурите наредниве дена и ќе бидат до кај 16 и 18 степени. Еве тоа беше блокот информации за јавувањето од овде од наша Македонија. Драги браќа и сестри, драги слушатели и пријатели, ценети мои македонци, почитуван колега уредниче, докторица Најдовски Перин, на сите вам ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми живи, здрави, каде и да сте, со кого и да сте. Фиданка Танаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија. Ние одиме понатаму, сакаме да ја слушниме Васка Илиева. Ова песна ја прати со вестите заедно Фиданка Танаскова, да ја слушниме. Ова беше, мислам, последниот пат кога беше Васка Илиева во егејскиот дел на Македонија. Илјадници македонци се собрани околу неја се. Само за момент. Почитувани слушатели, тоа беше Васка Илиева, нашата покојна Васка Илиева, легенда на македонскиот народ, она што често пати го слушам последните години овде во Австралија, особено со странски песни, вовлекување на странски песни во македонскиот јазик и култура, традиција, обичаи, кога велат песната била песна и не била политика. Меѓутоа, на Васка Илиева беше забрането да пее во егејскиот дел на Македонија. Ако беше само песната песна, немаше да и биде забранет влезот на Васка да пее. Живеем малку поваму. Така, да. Немаше Васка Илиева да и биде влезот забранет во Лерин, во Воден, во Костур, во Драма, Кавала и во сите македонски градови, поробениот дел на Македонија кој се наоѓа во рамките на соседна Грција. Пред да започнам интервјуто со Живан Рендев, кој почесто пат еве сега гостин овде во нашето студио. Уште еднаш сакам да ви се извинам, меѓутоа вие кои не следите на Фејсбукот, сакам да ви покажам, да се пофалам и на вас, почитувани слушатели, дека излезе зборникот од она научен симпозиум што го имавме во
во Хрватска минатата година. Светскиот научен симпозиум, еве таа книга, така можете да ја видите. Ќе биде излезена на македонски, англиски и на хрватски јазик. Чест ми е, благодарност ми е што направив уште една придобивка кон македонската историјата на македонскиот народ. Учествував на еден таков меѓународен симпозиум, а исто очекувам книга да дојде од симпозиумот кој се одржа по повод 75 годишнината од формирањето на Институтот за национална историја на Македонија. Можем поблиску да ја донесам, тука е Ристо Шишков во улога на Гоце Делчев. Еве така книгата би била, вака изгледа. За мене е добра, му благодарам на Алдо Климан, кој беше организатор, често пати бил тука гостин во нашето студио. Понатаму продолжуваме. Живан, Здраво, добар ден и добре дојде на нашата радиопрограма. Уште еднаш сполајте што ме кани. Секогаш си добре дојден. Еве да направиме еден преглед на настанот во саботата за како беше организиран и како започна панел дискусијата. Исо, искрено разбораме, се можеше да биде поарно, можеше и да биде полошо. Имаше позитивни и негативни аспекти. Негативните не треба да се шират, тие беа ништо. Но позитивните аспекти беа многу интересни. Имаше ти, Ордан, Пандора и Таму да се и Джордан. Ристески, да. Мислам, бевте одличен панел и фидбек што зедов, што ми кажуваја публиката таму, помладите луѓе, ми рекоа дека многу научија од таа вечер. Бидејќи таа не беше само вечер за да збораме вака и така, да кажеме приказни, таа беше вечер да се каже малу нашата историја, нашата борба, така не беше? Јас можам да пуштам еден мал сегмент Те молам. од тоа сам каде што ме прашуваш. се роди ти, години си го родил? 27 години. Колку години сте вие? Колку години сте? 22. Значи тој 5 години пред да се роди ти, он трябваше радити и се го тръчи. Как би било за вас? Ицо, може да продолжам сега? Да. Едно нешто што нашето општество не прави доволно е што не си едно нешто што нашето општество не прави многу добро, што не си честиме луѓето што работаат за македонски работи. Јас сакав да докажам дека ти лично I did try that, but they laughed at me, so I... Се извинувам. дека ти лично го имаш. Може уште еднаш да го повториш? Добро. Не бевме во програма. Добро. Да. Ајде да почнеме од почетокот. Да. Нашиот народ некој пат да и прави работите како што треба, ама многу пати една од нашите проблеми е што не ги и честиме и уважаваме нашите активисти. Сега човек што има 27 години работено на радио, без пари, 2 пати неделно, да одиш, да се вратваш, да платваш за овие сите нешта што и правиш, за мене тоа е една огромен чест ти давам за тоа. И еден дел од наша Македонија да тоа да правиме, тие што се наши активисти и тие што се наши херои во ова општество, били спортски, били бизнисмени, што биле, да ние и чест да уважаваме. Тие се наши луѓе, тие прават нешто за Македонија и за нашата слава. Така не е? Да, македонското име, македонската заедница, македонскиот народ и Македонија. Да се вратиме на панел дискусијата.
почетокот на дискусијата и темите на кои разговаравме. Темите беа кај се најдваме ние во Австралија како општество, кај е нашата република, во каква случај е сега, како дојдоме до оваа позиција и како можеме во иднината да се ја браниме и да се ја славиме наша Македонија и нас ко македонци. Тоа беше панело. И мислам, многу интересни нешта беа казани, што ти може и знаеше, и јас не знаев сите, и многу од нашите млади и стари немаа појма за тие работи. Panel discussion беше за да го учиме народот, да информираме. Тој е еден други дел што треба наша Македонија да прави, да информира народот и да и чести нашите херои, нашите активисти. Пандора Петровска беше outstanding, сакам да кажам дека голема благодарност и од мене. Јас се осеќав многу горделиво, бидејќи седевме на истата маса. Благодарам многу за Пандора. Ицо, и ти, за Пандора сакам да зборим. И ти, и Пандора, и Ордан, и Младио, ама Пандора, Пандора е, тај е еден од моите највисоко ценети македонски активисти. Ти не рече првен, ако не беше Пандора, се нашиот јазик, не ќе се викаше македонски во Австралија. Снежана Климовска и Пандора го започнаа тоа. Ќе ми простите, не можам да зборувам, само да потврдам дека Снежана Климовска, Пандора, па потоа Крис Попов со Комитетот за човекови права, Џорџ Влахов, па и Миле Терзиевски, не знам кои се други беа смешани, сите ние. Да. Да продолжиме сега Зашто зборуваше за јазикот Пандора? Пандора збораше, сноши збораше за геносидот што е во процес сега против наш македонците. Така. Дека Преспанскиот договор е последната шајка што сакаа да ни клаат на ковчего. На ковчего наш. Ама ти и исто ти и твојата and what you said, ти што каза, и тоа треба да се кажи, дека геносидот наш не почна лани или прелани или со Преспа, туку тоа почна во 1878. Да. Берлинскиот конгрес. Берлинскиот конгрес. Потоа се потврде со Букурешкиот 1913, потоа се потврде со Парискијата мировна конференција, Версајскиот мировен договор 19 година, потоа во Техеран 43 година, на Јалта 44-45 година и сега повторно се повторе во 2007. Првен беше Охридскиот и седне Преспанскиот. Да. Тоа беше уништувањето. Тоа е уништувањето на нашиот... Да, кое трае скоро 200 години. Некои мислат дека преку ноќе, не е преку ноќ дојдено. Не е преку ноќе. И не знам зошто има толку голема омразна кон нас македонците, големите сили. Освен тоа што си има направено, има решено кои ќе му бидат нините пријатели во Балкано. Тоа беше така. Јас малку го јам студирано, не колку тебе, но знам дека Германија си да се вратиме, Бугарија се бараше да се вратиме на Пандора Петровска на дискусијата, да. Да прераскажи што кажа таја. Океј. Пандора збораше за геносидо и за вистината наша што треба да се кажи на јавност. Пандора збораше за Truth Telling Commission. Пандора збораше за колонизацијата, каков ефект има на народот. Така. Тоа е многу битно, оти многу луѓе не сакаат да признаат дека ние сме колонизирани и еден највредното нешто во колонизацијата е да ти ја уништи самоувереност во својата и во својот идентитет, во својата моќ и во својата историја. И тоа сакаше да докаже Пандора, дека ние сме колонизирани луѓе и ние имаме тоа
Само омрза, знаеш, колку пати ќе ослушнам, ние не чиниме, ние не можеме. Околу, сакам да кажеш збор 2, Пандора имаше, зборуваше и за Грамос, за Вичо, напалм, бомби. Да, зборуваше за како не колонизира и какви геноциди беа сторени То против нас. помени имињата ги смена, сето тоа кажи го, да. Ако сакаш да скажам за шо стара, шо направи Грција. Да, што Пандора покриваше во незиниот текст. Грција, ко се раздели Македонија, целта на Грција беше да не претопи, да не уништи ко народ, за да станеме грци, гркомани. И мислам беа векот успешни во тоа. Првото тогаш почна со Метаксас, во 24 година беше, мислам. Тој до тогаш во Грција имавме некакво признавање. Го има ја Абецедаро, книгата, ова, она. Дојде Метаксас и реши дека не може да има малцинства Грција и најјакото малцинство во Грција беше македонското. И највредното место од Грција е Македонија. Најплодно и најстратеджиски, географски, највредното место. Солун, Вардарското вели, како се вели? Долината Вардарска. Тоа ја направи Грција јака. Тие стратеджиски вредности. Без тоа Грција е ништо. И за тоа мораше нам да не претопат, за да не има шанса, да не има шанса дека ќе има македонски народ таму, оти ако има македонски народ таму, треба да му се дадат право на глас, секакви човечки права. И ако се призна и тоа, може еден ден македонците да сакаат да излезат од Грција. Ако излезе, ако не беше Македонија, шо вредност имаше Грција географски? Да, тоа Пандора го кажуваше. Мислам уште збор 2, после се префрлиме и на другите, околу геноцидот. Геноцидот не е само да дојдат и да те отепа, да мртвов да те отепа. Геноцидот е да те пренудат дека ти не си македонец, нема македонизам, ти си грк. И тоа тие го почна, ние знаеме, ама може народот не знае, со најбруталните гнасни тактики, со тепање мали деца, со клавање во затвор, стари баби. Да ти кажа едно нешто. На баба ми, најстарата сестра, беше жената, мажена, извини, во што стана после тоа стана Грчка Македонија, да речеме, грчко окупирана Македонија. Таа беше 24-5 годишна, ко ја пренудија со сила, мораш да одиш да учиш грчки. А таа не беше од грчко. Таа беше од така наречено сега што е републиката. Па Бидејќи времето ни истекува, да се задржиме повеќе на панелот, после Пандора за другите сакам да кажеш збор 2. Јас мислам интересните нешта беа. Кога праша Джордан Ристевски, што беше најинтересното нешто и најбитното нешто што во нашата култура таму и во нашите мисли и волја на нашиот народ, тој рече сиромаштијата е еден од најглавните мотори и најглавните правци. Сиромаштијата нашиот народ го има мало уништено волјата за македонизам. Тие си велат кутрите, да поминиме сега да имам нешто да јадам, да имам работа, ова, она, па шо ми треба друго. И тоа е геноцидицо. Не само грци да накрава во затвори, туку и во нашата република да не мачат за едни да станат богати. Тоа беше. И да ни пуштаат овде, да ни пеат српски, грчки и бугарски. Добро, понатаму зборуваја и беше Ордан, па беше Елена. Сакам збор 2 да кажеш за тоа, да. За Ордан би сакал да зборам, ама за Елена не знам што да кажам за Елена, ама Ордан има една 10 точка програма написано што можеме ние да правиме ко народ.
во одбрана на нашите човечки права. Да, Бидејќи да. нашите човечки Така, права така. не се само во опасност во Грција или во Бугарија, тие се во опасност се во нашата така наречена република. Слободна. Слободна, да. Не, слободна. Сега Слободна. повеќе има геноцид и асимилација во Македонија, отколку во соседните држави. Да. Таму тие се бранат. Меѓутоа во Македонија мислат дека сме слободни Да. и сега што ќе ни направила бугарската песна? Песната е песна, ќе се веселиме. Продолжи понатаму. Тоа што сакам да кажам имаше, да, имаше има платформа од 10 10 точки, 10 точки платформа што треба да правиме. Поваму дојди да се Добро. гледаш на... И, не и памтам јас сите да ти кажа право. Добро, не требаше мора да кажеш. сите, бидејќи времето ни врви, да. Ама битното е нешто да сме организирани. Без организација не може ништо да се случи. Тоа беше битното и тоа беше целта наша таа вечерта во сабота, да докажеме дека ни треба организација за одбрана нашите човечки права. Исто како што беше Australian Macedonian Human Rights Committee за ЕГЕ, сега ни треба за нас. За нас во Македонија, во Републиката и може и овде. Па тие се мислам дека најбитното нешто е да сме организирани. И нема само 10 point programs, има и други поинтови што можеме ние да измислиме, што можеме да правиме. Ама првен... Добро, следниот настан, што кога планирате да биде? Бидејќи сакам да привршим и да пуштам... Важи, брат. Да. Мислам во еден месец ќе правиме друга. Едно време мислевме 4 пати годишно, ама сега видиме дека е можно да правиме повеќе. И баш сега планиравме и Пандора ми дае многу голем надеж и инспирација. И таа доби надеж и инспирација од нашата вечер. И мислам дека треба да продолжиме и народот треба да не подкрепувам малу појке. Бидејќи ке што рече ти, ако имавме 1% подкрепа овде, можеше нешто да се случи. 1% е 1000 души. Да. А ние имаме 10, 20, ова е организација овде, ова он. Немаме план за иднината. Реагираме, се случи нешто, ајде да правиме нешто. Ама не е доста тоа, например, сега за школата што се случи. Добро, ние реагиравме и реагиравме јако. Многу организации пуша писма и такви работи. Ама нам ни треба поголем план и организација да реализира тој план. Така. Јас се надевам дека ќе продолжите со работа и дека ќе... Јас се надевам дека ти ќе не поможеш. Добро, јас тука сум секако дека помагам на колку што можам и каде што можам нормално. Не? Тоа е го правам и со радиото и со моје присуство и секако. Почитувани слушатели, сметам дека доаѓаме до крајот на нашиот разговор, интервјуто со Живан Рендев. Имаме уште 20 на минути за да слушниме Викторија Трајков за дел од дипломатијата, каде што во нашите македонски амбасади, во македонските амбасади не постои државното знаме, туку постои знамето на соседна Албанија. Живан, благодарам многу. Јас тебе, Ицо. И продолжува понатаму борбата за Македонија. Да. За наша Македонија. И знаеш што ти ја викаме наша, Ицо? Бидејќи ние знаеме што е наше. И нам не ни треба да ни кажува други чија е Македонија и што е Македонија. Само ние македонците можеме тие прашања да ги решиме. Да ги решиме, да. Добро, благодарам многу. Thank you. Одиме понатаму, ќе го исклучиме ова.